Кажете ми првата средба со Тито. Со Тито првата средба ми беше како дел од рководството Младинско. Тогаш на избора ден пред тоа. И од дента бевме да се поздравиме кај председателот, дали? Со таа делегација се сеќавам на некои мали работи, кои што се анекдоти. Тито пушеше пура, тоа сите го знаеме, нели? Добро. И од нашите шефови и државници присуствуваше премиерот од Босна и Херцеговина, Хрват беше тој. Како се викаше? Не е битно. Тој беше премиер југословенски тогаш. И он беше во таа делегација со сите млади. И он го гледа како пуши пура. И Тито му вика, сакаш и ти да проходи, вика. И му дава една пара. И он чита и гледа, пишува ЈБТ, Јосип Броз Тито на пурата. Па вика, ова пише ваше име. Па вика, вика, пишуто штампају, продају после, вика. Отима Холандија му ги правеа пурите, од Куба го новчаја туторот. Тогаш прв пат се среќавате со... Тоа беше 68 година, кога на нашиот конгрес ме избра. Ја не сакам да одам во Београд и не сакам да одам во професионална политика. 17 години има, 27 години се извинам. Ама на Македонија и беше речено дека треба да даде председател. И бираат, они прават, мислат кој, и ме викаат мене, ме вика Стојчевски беше секретар на партија. И ми вика, ја викам, не доаѓам пред, ја сега работам на правен факултет, градам тама кариера, не доаѓам пред. Се захвалив. После тоа ме вика Боро Денков, беше прв секретар на партијата. Момче вика, не може ли така тоа? Вика, ние сме взеле обврска во Београд, кај Стане Доланц. Ја викам, не го познавам Стане Доланц, жал ми, ама не може. И на крај ме викна председателот на партијата беше Чемевски. И ги сменија условите, рекоа, нема да одиш председател, него подпредседател и ќе бидеш волонтер. Отприлике тоа ја што го барам, да не, значи ќе останам во Скопје. Меѓутоа такви чуда се случија, после месец, немаше ни месец дена падна председателот. И во младинското движење се случи тоа. Тој беше словенец, Лев Крефт, се викаше, и беше избран на тој конгрес, а ја бе подпредседател, ама волонтер, нема веќе. И отидоа на некоја конференција меѓународна на Малта и се изгуби таму, се разболе. Се го вратија назад во услови, го затворија една друго и полека ише да остана како филозоф во Словенија до ден денеска. Мислам дека е жеп и здрав и добар, одише дечко беше, али та. И после месец дена ја стана вршител на должност, председател на МАДЕ на Југославија. После година дена вршител ме избра мој мандат ми дата, затоа што работите се променија. И јас настапив и веќе знаеа со кого имаат. Добро, можеш да кажеш во таа Југославија не изгледа, не можеше да кажеш во Југославија не. Така, кога ќе те одберат, например, вака, првиот пат ќе кажеш не, ја градам кариера, па ќе ти дојде втор, и на крајот третиот ќе дојде, па... Добро, беше младинска организација, сепак статусот беше понисок. Иако на пресејанс листата, младинската одеше 607 место беше, ја, например, на секој прием бе поканат као председател. Ама не одев затоа што истото мислење го има. Кај ќе одиме? Имаме друга работа, млади сме, не е таа. Така да, се сретнаме многу, 7-8 пати се сретнав со Тито, таа се убави моменти, ги памтам ја бидејќи сум и историчар, ја сакам историјата. И важни моменти и за Македонија, иако ние денеска тоа не го гледаме. И што викаше Тито за Македонија? Не сум имал таков разговор тоа, ама меѓутоа не учествував во процес кој што ја тангираше Македонија секогаш. И никогаш ја немав некаков проблем со тоа и не чув некаков проблем. Знаете, зашто ја прашувам, бидејќи вие велите 7-8 пати сум се сретнал со Тито, иако имаш и македонци во таа југословенска политика, сакате Кулишевски, ги споменавте, Киро Глигоров. Водечки македонци. Сите беа обколени околу Тито, а и вас често ве гледавме, особено на денот на младоста, на штафетите, постојано бевте до Тито. Тоа по функција или? Не, па тоа манифестацијата беше младичка, целата, така да ние ја раководевме, ја водевме комплетно, тоа не е спорно.
Меѓутоа и многу други ситуации после тоа бев дел од тоа врвно раководство, така ли прво председателство на ЦК, што беше најважно политичко тело, од 86 до 89, а на крај председателство на Југославија, како шеф на државата и воена команда. Така да ја проведов значајни години со многу високи лица на југословенската политика и на нашата, се разбира, на македонската. Вие бевте и крајот на 80-тите, така на тие штафети се појавувавте. Не е крајот на 80-тите, пардон, 70-тите, почеток на 80-тите пред да почине 81-а. 81-а, да. Тогаш бе председател на МД. И Тогаш беше болен Тито? Беше втората година, беше болен, да. И ние едната штафета последна му ја предадовме во живо. Добро. А на следната умре. Нали, на 4 мај на 4 мај умре, на 25 мај мај беше таа и ја направивме таа свечаност, али без него. Да. После тоа јас се враќам во Скопје и од 80 и во партиска работа. 82 ми избора за председателство на Македонија, за член на председателство на ЦК на Македонија. Бев млад и тогаш бев надлежен за ја водам меѓународната политика, ама Македонија федерална единица, немаме ние тука можности за тоа, ама имаме некои меѓународни контакти. Али некој курс се трасираше. 86-та отидов бев избран на конгрес на југословенските комунисти, бев избран за член на председателството на ЦК, 86-та. Тама веќе беа изворедни личности. И видни личности, за да не зборуваме сега. За Милошевиќ, за Шувар, немаше некој што не беше. За Слободан Милошевиќ, така? Но? За Слободан Милошевиќ зборите? Да. Председател на ЦК во Србија. Многу работи потекнуваат од тоа време. И луѓе се сеќаваат. Ние сепак имаше едно мислење дека во Македонија политичарите на некој начин ја следат српската политика. И до денеска тоа е актуелно со српскиот свет, така натаму. Ја тоа не го прифаќам никогаш и значајни и важни се нашите елаборации, моите со например, со зборовите на Милошевиќ. Тие се значајни затоа што кажува многу јасно дека ова е една сосема друга линија, која што е македонска, југословенска, ама македонска пред се. И тоа беше моје најважно чувство, да речем. Дајте ми го моментот на смртта на Тито. 4 мај 80-та. Така е, така е. Ја бев во втората година на Младинска. 4 мај 80-та, да. Така е. И тогаш памтам дека значи од јануари месец беше формиран одбор за раководење на целата работа. Го водеше Ставрев, нашиот член на Източна Советна Југославија, нели градоначалник на Скопје. Добро. И мој против кандидат на изборите за член на председателство. Не е битно тоа, него како се сеќавам со најдобра мисла за него. Значи он имаше задача да биде шеф на тој одбор кој што беше голем, мамутски. И Младина дури беше таму присутна. И тие 4 месеца до мај кога умре, сето тоа го организира. Значи беше све саком паком, сите се сеќаваат на погребот и на... Чекај, значи 4 месеци пред да умре Тито, практично се спремаше погребната манифестација? Све се спремаше. Све како ќе биде, што ќе биде, кој ќе продолжи и така натаму. Све да функционира саком паком и така се случи. Немаше никакви инциденти, ни по политичка смисла, ни нови идеи, кога, како, све се беше на место. Југославија во тоа време, и секогаш во тоа време зборувам за Југославија, беше крајно организирана. Да, беше и сепак држава во еднопартиски систем, со јако раководство партиско. Така да. Добро, да, ама кој, например, кој е човекот кој што кажува луѓе Тито веќе Они ја знаеа диагнозата. Ја знаеат, нели, во Љубљана лежеше. И ја знаеа диагнозата. Комуницираше само со подпредседател, тоа беше нашиот Колишевски. Добро. И пренесуваше на раководството.
Ја тоа не сум сведок на тоа, бидејќи бев во младината и немавме таков достап. Меѓутоа се знаеше, не се криеше ништо посебно, ама во секој случај се држеше све под некоја контрола неопходна. И во првиот момент кога се дозна, беше објавено истиот момент на телевизија и сето тоа почна, другото почна спонтано, како реакции луѓето, експлозии и така натаму на чувство, а се друго си планирано си одеше потекна на настаните. Umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Се сеќавам дека игра Хајдук Звезда, ако не се лажам. Да. Се сеќавам дека сите застанаа со работа во моментот, иако јас бев исклучително мал тогаш, меѓутоа вака Така беше. посеќавање, дома гледам кој како реагира и таа тишина. Па ние јас бев исто на утакмица, тој ден Бардар играше и бев на стадионот. И кога ме викна, јас седем, уште се градеа тогаш трибините, една јужна постоеше, не постоеше јужна градеа, и таму седевме ние да го гледаме Бардар, и некаде беше на полувреме кога ме викнаа да се јавам, затоа што ја бев определен да одам одма во Љубљана. И бев еден од тие 8 души од сите републики и покрајни што го следеше ковчегот во возот од Љубљана до Београд. Ние 8 души од секоја република и покрајна по еден. Вие бевте во возот со ковчегот на Тито? Ја бев единствен македонец, мене ме определија, да. Ја бев во тој воз. И донесоме ковчегот во Београд и отидовме да дадеме почесна стража. Ја немав оддело тогаш. Ама за тој ден ми најде нешто, ме прибра и успеав да отидам со некој оддело. Кога дојде после 7-миот ден, 6-тиот ден беше погребот, отидов во Београдско позориште, во Народно позориште, да најдеме едно оддело од дневните резерви театарски, да. Па избрав оддело од Глембаеви. Така е тоа, што да правим? Така е тоа. Добро, оддело никогаш не носевте? Никогаш, нити имав. Тоа е тоа. Тоа беше младина, 25 години, од кај оддело? Да. Па не, добро, веќе влегувате во, видите, за да ве изберат, за да бидете еден од 8 детака кои што ќе бидат во председател на младина. Да. На Југославија. Ама не може, видите, не може секој било кој да... Не, никој не може било кој, никаде не било. Се било смислено, сигурно, ама јас сум немал удел во тоа, не сум го смислил ја. А тие што одлучувале, морале да размислуваат. Да, ама и тие што одлучувале пак гледале да бидат луѓе од доверба, сега не можеш било кој да ставиш. Не само од доверба, треба да представуваат нешто. Апсолутно, да. Затоа што... Тоа јас сум смислил дека е почет, да. А вистина ли е, например, кога доаѓал Тито, еве да кажеме во Македонија, во некој помал град, вистина ли е дека сите оние кои што биле, да кажеме, по условно кажано багабонти, например, ги ставале во затвор во 24 сата? Па го слушаме, знаеме, немаше мататирање, ама ги трга од улица. Тоа би го направиле така и во Америка, секаде би го направиле така.
од младина го испраќате Тито во вечноста, најголемиот погреб за кој што се уште се говори. Која е таа мантра и кој е тој идеал и кој е тоа визија која што Тито успел да ја направи, веројатно ќе остане енигма, затоа што ајде, можеби ние сме последната генерација која што се сеќава на Тито, младите генерации не се сеќаваат, меѓутоа затоа денес во историските читанки учат дека Тито бил диктатор. Сега треба во сериозна дискусија треба да влеземе и дали би можел и ја да ја дадам, иако јас сум бил сведок и на едното и на другото, така да имам своји размислувања. Меѓутоа не би ја дал генералната оценка за него дека бил диктатор. Генералната не. А дека имало такви работи во таа Југославија, сигурно. Тоа повеќе се однесува, видите, околу братство единство, веројатно, особено македонците, иако мене малку ме чуди што и словенците гаат некоја носталгија, веројатно заради тој на некој начин живот кој што каде што постоело средна класа и каде што точно се знаело кој што работи, меѓутоа во делот на човекови права и денес некои ќе ви кажат страдалници, паталници од тоа време, некои кои што биле на Голи оток и така натаму и така натаму. Да, само во Југославија тоа сепак имаше век на траење. Тоа не беше историска траечка компонента. Заврши тоа и имаше доволно време и за помлади генерации да не го разберат тоа или да не го сватат. И јас сум во таа помлада генерација. 48-49 било 50 тоа. Јас сум роден 51 година. Откажувања од читање, од сознание ги знам тие времиња. И некои работи сум ги проучувал. Меѓутоа, компонентата памтење е друга. Добро, а кога ве одбираат еве на 17-18 години одите во Америка, потоа веќе во младина? Вашите како реагираат родителите? Па мене никој не ме одбра да одам во Америка. Како реагираа ваши? Маме, синко, што правиш? Каде застани? Каде одиш? Многу тешко го прима, ама не се противија никој, што ти татко ми размислуваше дека каде ќе ме води животот, јас сум доволно паметен да го одбирам тоа и ми го даде тоа право. Татко ми беше со возот со 7 души одевме од Југославија, од Роттердам тргна бродот и отидовме до Роттердам со воз, он беше во тој воз. И јас знам, последното кога излезе од бродот да се простиме, отисвиеше на бродот, мене тогаш ми падна тешко и малку ми паднаа солзи. Меѓутоа се свртив и викам, кажеш, што имате, што плачеш сега? Одиш во Америка, одиш во нов свет, одиш во нови искуства. И отидов со задоволство на тоа патување. А заплакавте вие? Заплакав тогаш, да. Сим помисли дека таа е слабо, сама одма го прекинав. Рекол, каде се, што е тоа? Ти одиш во нешто што е чудесно ново. И така и беше. Добро, да, ама сега одите сам, одите релативно млад, знаете. Да, ама тоа е тоа. Тоа е дел од искуството во животот. Кога се чувствуваше распадот на Југославија? Вие во едно интервју велите, очекував дека ќе се распадне, но не очекував војна. Ја бе голем противник на војната, голем. Све што може во себе, како организам, го дадов во таа борба против борбата во Југославија. Мене никогаш председателството не ми даде задача да одам на фронтот, да речеме, Словенија, Хрватска. Ја бев секој ден бев таму. Мимо било каква одлука, било каква согласност. Значи, мене ме притискаше тоа. Многу од состаноците што ги организиравме, знаете, имаше на членови на председателство, на републички председателство, нели, секоја недела, секој 2 недели, и нашето председателство. Ја ги гледав како шанса за одлагање, барем одлагање на војната. И така беше и со Охридско, имаме и во Охрид таква средба, кога просто ја успоривме војната неколку месеци, иако и таа седница во Охрид ја прекина Туџман, односно Хрватска, затоа што рече дека во Илок било нападнат нешто, некој од војската. Може би точно, може би не, се покажа дека не е точно, ама јасно беше дека се ќе се направи да дојде до воен судар. Кој сакаше да ја растори Југославија? На кој му сметаш Југославија?
на Америка, на Британија, на Франција, на Европската унија. Зашто Југославија не влезе во Европската унија како таков концепт кој што е? Во 89 година, како член на председателството, ја одговарав за надворешната политика со премиерот Марковиќ. Ние одевме 2-3 пати, не 2-3 пати, него повеќе пати годишно, али 2-3 пати, една-два пати месечно во Европската унија на состаноци. Тие се наши состаноци беа на врвот со Митеран, председател на комисијата, Европската комисија. И работата беше да станеме членка или барем придружна членка во тој момент, асоциација. Како СФРЈ. Како СФРЈ, Да. 89 година. Да. И гледате, имаше мислење дека тоа не е возможно. Се противеа Србија, Хрватска и Словенија. На различни начини. Словенците никогаш не го искажаа тоа и до крај разговаравме за некоја федерација која што може да се спаси во Југославија, некоја конфедерација и така натаму, а во Хрватска и Србија немаше збор. Србите исто никогаш не кажуваа, али Србија ја гледаа таа федерација или конфедерација како српска. И затоа дојде до војната. Иначе ја бев сигурен дека војната ќе биде на седниците на председателство 91 година. Трите седници како врховна команда. Да, тие што ги има, тие дури јавни беа таму. Тие беа јавни. Тешки мачни седници. Да, ги бе тешки мачни, да. И студени, затоа што беше во јануари месец, а таму горе на командното место, таа беше врховната команда, не ни греа. Војската, генералите што присуствуваа, намерно тоа го направија. За да Ние се тресеме, буквално, они си дојдаа со јаки опека и така да. Дрновшек не дојде, Куча не дојде првиот пат, па дојде вториот ден и така натаму. И успеавме да, не знам ни како, може да се сетам, се разбирам, без шанса да имаме никакво мнозинство, барем успеавме да одржиме да нема мнозинство ни другата страна. Како беше? 4-4, така? Заврши 4-3. 4-3, првата пардон, вечер. да. А втората вечер веќе беше 5-4 за нас, затоа што Сапунџи од Косово, кој го донесоме од ВМА, ја свати работата, дека таму ако војската дојде, ако направиме државен удар, од албанското прашање нема ништо. Значи, албанското прашање вегетираше и постоеше со години заради тоа каква беше Југославија и колку сепак таа беше демократска. Он го смени гласот, а гласот што не знаеме каде го даде и Богиш Богичовиќ. Оти огромен притисок ни вршеше председателот во тој момент Бора Јовиќ. И кога дојде до гласањето беше 4-3 и му вршеше огромен притисок на Богич како ќе гласа. Гласа, шта? Гласа, прави. Ти си србин, како беше? И не го кажа својот глас. И остана 4-3. Па се растрои таа седница, се свика нова, ама во меѓувреме се одигра многу важни работи. Во Москва отиде генерал Кадиевиќ, кој беше министер за одбрана, и тамо не доби дозвола за државен удар. Он побара да му дадат дозвола русите. А не ја доби таа дозвола и готово. Немаше државен удар, затоа бара политичка одлука, председателство да донесе одлуката за военни мерки. Не државен удар, него военни мерки. А председателството веќе имаше друго множество. Добре, ајде вака, кој ја растури Југославија? Па мене ако ме прашувате објективно, личностите што учествува во тоа, ја би ги свел на тројца. Милошевиќ, Туџман, а третата работа не би го ни кажал као таква, али сепак и Словенија имаше улога во тоа. Они беа спремни за некаков компромис, да нема војна, и за нема војна ни во Словенија, таа се случи кратка, 7 дена траеше, не беше таа права војна. После веќе прерасна тоа во судир. Така да, јасно може да се вери прстот во Милошевиќ и Туџман.
Нешто ове третирале за југословенско дете, за како не знам може? како, за удбаш, за шпиун, за американски човек. Сега, Ма што ќе ме третираат мене? Јас имам своја позиција, јака позиција, бе присутен секој ден на некој начин меѓу луѓето. Ја не бев непознат. Апсолутно, па затоа прашувам. Па затоа На некого сте бодели очи. Па никој не можеше да ме третира така. Кој е предлогот? Предлогот го даде конечно кога се формулираше тоа, ја го знаев, ама конечниот го даде, формалниот го даде МОК. Предлогот беше милиарда долари. 3 до 3 милиарди, не милиарда, се извинувам, милиарда е мојата милиарда. 3 милиарди помош, немавме никаков предлог за името, немаше тука грешка. Грците бараат само некоја придавка да има. А ја не сум се изјаснил никога за тоа. И сум имал своje мислење. И членство во Европска унија, односно асоциација со Европската унија 91 година. Година дена по изворот на председател на Македонија. Значи 92 година тоа ќе беше готово, затоа што 91 година исто така во јануари, некаде 6-7 не се сеќам, дојде пораката од францускиот председател на комисијата Бадинтер, дека Македонија и Словенија ги исполнуваат условите за членство во Европската унија. Само Македонија и Словенија. Беше ова само првиот дел од разговорот со професор доктор Васил Топурковски. Гледајте не за 7 дена повторно со нови пикантерии на меѓународната политичка сцена, но и за она што се случуваше овде во Македонија од 98 година, кога популарниот Силе ја формира демократската алтернатива.